во еден од најубавите предели во близина на Охрид, а во пазувите на селото Оровник, кој се наоѓа на само 7 километри од двата најголеми туристички градови во Македонија, Охрид и Струга, во мирна, пријатна атмосфера во прекрасната природа, се наоѓа манастирот Света Петка. Црквата Света Петка е градена според сон на жител од селото Оровник. Во незината изградба, а подоцна и во изградбата на манастирот, учествувале како жители од селото Оровник, така и од околните места, но и граѓани од диаспората. Малото изворче кое се наоѓа во шумата на Света Петка го носи незиното име. Жителите од Оровник секогаш оделе таму и оставале подароци. Во почетокот на 80-тите години од минатиот век, по иницијатива на цара Георгиевска, жител на село Оровник, подигнат е привремен објект на манастирот Света Петка. Оваа црква е направена по сон. Во тоа време ја бев шумар, бев запослен во шумското предпријатие Галичица Охрид од Охрид и бев на овој раон како чувар. И вршев не пошумување, имав 60 аргати и една жена ми викат: Ангелче, како се вика това место? А бевне на супротната страна од овде, према југ. Рекол: Маторија. И жената се возраже, ништо не ми кажа. Потоа одиме со пошумување, кој излеговме горе на Ридов, овде на црквава, и повторно ме праша: Ангеле, како се вика това место? Ридон Света Петка. И кој реков овој збор, и мало како тегово издиши, рече на керка моја: што мори Митро? А таа е Митра Секулеска. Што рекол работа? Имаме на керка, се вика Цара, и на сонот во црква на долу, в село, пресветилија, рече, ја излегла една жена облечена во црно. И ја рекла: Керко, да ми направиш црква? Ама кој што била вака, излеш, се свртила навака и рекла во правец, само со покажување, без збор. И ја снемало женава. Дедо Ангеле ја советувал жената да изгради црква, но жената рекла дека немаа средства. Света Петка горе, таа Света Петка во црно обично е облечена, имела. Таа е Света Петка. А место се викат, овде имаше извор. Ама не беше пристапно како што е сега. Овде само кози врвеа. Крупен добиток, сами гледате каков е релефов. И како да би, што да би, немој ме рече, ние сме ептем сиромашка фамилија. И слушла од овие аргативе една жена Мартиновска Богда. Што рече Ангелче? Реко вака и вака. Сполови му незе. Ќе помогни ме. Постои една друга исто така по неа Мара Нелоска. Ќе помогни ме. И една жена од овие две бе од Оровник и една од Горно Лакочаре, Ристана се викаше. Што можеме, ќе помогнеме. И кој слушна што е работава аргативе, 60 на души беа. Се собра тука појќето, што е работава вака и вака. Сполајнезе, ќе помогнеме, заштите нешто и се отвори извор. Ево, рекол Митро, а не е кој знае колка трошак, реков, Борис твој може да пресечи 4 колје и над колјето ќе ставите на табла колку да се знае каде е изворов водава. А водава беше прочуена уште од порано, како лековита. Така малку по малку се вклучиле се повеќе мештани од Оровник и околните села. Најпрво почнале да собираат парични средства, а потоа и материјали за изградба на црквата Света Петка. Речемо на некому, една тура песок, ќе те товарат филан луѓе, да однесиш овде горе над Ридов, над горе. И искипат таму, моле, и така. После Вар, од Охрид, му вела на еден вака и вака,
колку ти треба, толку. Што ќе направиш со толку? За сега толку, после ќе видиме. И што ќе направиш, велит, за црква. Ако е за црква, ќе ти попушта, рече. Мите се викаше, од Скреба, но во ствари Лесковец живееше. Потоа, и све само во петок ме тераше нештото. Тоа е реч Света Петка. Во тој момент да набавува материјали. Му вела на еден други, Ристо, како се презиват, оној транспорт што вршит? Серафимовски. Како? Серафимовски, да. Му вела, Ристе, вака и вака работа, колку ти требит? Еден кубик, два. Што ќе направиш со толку? Абре, за црква. Ако е за црква, дојди, товари колку сакаш. Значи, со широко срце. Пуштив трактор, товари, и тој песок дојде горе. Од тука отидов, исто така во петок беше, тиела само така ме тераше нештото. По железничка, Тумба, кај што е Охридска трговија, главни магазини. Ристо Неловски тука беше, како главен. Мојла, Ристо, вака и вака работава. Дали располагате Охридска трговија со материјал, градежен материјал? Мене лазе ваш, рече, остовариштено во воска. Хај ќе појда. Не оди, рече, телефонски ќе го прашаме. Телефонот му вели, лазе, дали имате материјали? Ни еден блок. Не постои, ни цигла. Немат, велите. Од тука по железничка, кај железничка станица, кај што беше тука имаше едно стовариште. Ода тука, мојра вака и вака. Дали располагате? Немат ни едно. Тука беше криза времето. Од тука продолжив во Слобода, горе. Ама поминав од кај војска на нагоре, наместо одгоре, а тука нагоре, зашто? Ода тамо, во кругов гледам, во стовариште едно купче. Колку беа таму по број, не може да се сетам. И ода таму кај продавачот му вела вака и вака. Рече, сега изеде последните ден. Така, тука биле најдени малку цигли кои биле донесени до местото каде требало да се гради црквата. Со пренесување од еден на друг жител дека ќе се гради црква, се собрале голем број луѓе за да работат. Организирано вреќа имаше, песокот во вреќи од озгора го носевне. Блоковите и тие, а пак камен од рекава. По едно козо патиче, по еден камен земи и донеси го чинеа вамо. Мажи, жени кои се, а некој пак го правивне плацот одека, теренот. И дојде време за ручек. Ајде да седнеме да ручаме, ќе ручаме. И седна човеков, таткото од девојкава, код долна страна вака, кај што ондека водана, а тука вис се направи. Зашто кој што копа, не тоа самото релеф тако е, и материјалот го фрлавне, се направи вис, и е моли ќерка му, цара. Тате, денеска да не пиеш, зашмури се ројевли, лошо е местово. И Јован, овој што е овдека Мартиновски, вели, и да палит овде ништо не може. А пак Бранко вели, да видиме тука оде нешто. Го пувна од висот. Човекот падна со си блокот. И нас вазокот не ги стера. И на брзина го зеде блокот и се дојде на истото место. Вистина ништо не му беше. Црквата е изградена во 1976 година, каде на почетокот било само обележано местото метар на метар. И ако сум жив, пак ќе учествувам. И вистина доживеав да се, да речам, маркирав, ги сековне, влечкавне материјали, се направи вистинска црква, како што е денеска сами гледате. А ми се случи еден случај, како лековита вода, еден војко, по потекло Сирула, живееше во Лесковец. Во петок секогаш мртов. И вуња ми се јавува телефонски, ми вели, Анđelче, да знаеш некаде петочна вода? Оровник, реков. Ам како да направиме, да земиме, ќе го пуштите зет, немој да ја најдите. Добро, ја ќе дојда. Ја тракторот, дојдов овде наполна вода, преку Тројанско поле и отидов Лесковец. Вистински го најдов, мртов човеков. Ни збор, ни одговор, како да не. И војче, не, никако.
Ама во нјој да го измиеме. И го измиеме и едно вака ја Анđelче, дојде внуче и сосвети човеков. Донаторот во манастирот Живко Стојчевски, жител на село Ровник, кој последните 30 години живее во Австралија, раскажува како дошол до идеја да вложи средства за негово реновирање и доизградба. Пред 10 години, поради временски непогоди, да речем, од јаки дождови, снегови и сето тоа, дошло до некое одронување на поместување на земјиштето, каде што беше поставено манастиров и беше потикната акција да се бараат средства за да се направи подпорен зид за да се заштити манастирот да не доаѓа до некоја штета. Така да во тој период Милчо од управата имаше напишано писмо и јас бев дојден тогаш овдека на одмор, па ми го даде, ме замоли ако е можно да се побара некоја донација, кој колку што сака, ако е можно од Австралија, нашите иселеници што живеат во делот кај што живеам јас. На почетокот собирал средства од сите кои живееле во неговата непосредна близина, но бидејќи сватил дека тие средства нема да бидат доволни, самиот дал повеќе. Тогаш јас размислив дека манастирот е не само за мене, за сите нас е доста важен. И решив да помогнам. Јас му реков дека без разлика колку ќе кошта, нека се почне, па ќе пуштам пари, колку што треба, нека се прави. И ако ме прашате колку би пушти пари, искрено да кажам, појма немам. Важно, подпорниот зид во тој момент се направи и со тоа од тогаш, од тој ден и се створи една желба кај мене. Ето да речам, видиш, во тоа време јас не бев некој богаташ, ни денеска не сум богаташ, и јас сум личност како и секој еден, така да имав пари. И изразив желба тогаш да манастирот се обнови и да се направи многу во поубава слика да биде, значи со поубави материјали и исто така да се препокрие, да се направи малку и поголем и сето тоа. Стојчевски предложил манастирот да се обложи со нов камен и со нова чатија, што значело голема инвестиција. Бев и задоволен, можам да речам, од нашиот Господ што ето ми даваше, па се викам не му давам на народот, него му давам пак на Господа, што све што е ние што имаме, све од прво е од Господа, па после ние само го користиме, фактички, така да. И така, после тоа одлучив, бидејќи ова ерија, како што гледате, беше све отворено, како секој еден манастир да заличе, значи да се направи влезна порта. Тоа е таа влезната порта таму. Исто така, само ние уопште, значи со мајсторите никогаш не се пазаревне, него само да се работат, да се продолжи.
се направи влезната порта. После тоа продолживме на кај манастирот. Од левата страна, како што гледате, има голем подпорен зид со камен, бидејќи, како што реков, настануваше одронување. По изградбата на подпорниот зид од едната страна се продолжило со изградба на подпорниот зид од другата страна. Подпорните зидови се правени поради одронувањето на земјиштето. После тој дел се сеќавам исто ова собите кај што се малтеријата однадвор, не беше малтерисано, исто ги донирав, па му ставивме долу алуменски или какви се пластични, не знам како ги прават тие. Значи да е нешто од, да речем, од 21 век, значи мало да биде помодерно и поубаво. Тука беше и салата, и што и ден денеска на денот што се дава ручекот. Али година за година, имавме секоја година се повеќе посетители на денот на Света Петка, така да после тоа одлучивме, мислам, одборот одлучи да се прави ова дека, како да ја наречам, трибина или простор за уживање, а исто и за на денот да се дава ручек, значи за повеќе луѓе да има место. Четијата е правена оваа година во месец јуни, пошто следела изградбата на новата капија кај црквата, која требала да биде изградена до самиот празник Света Петка.